почитуван генерален директор на БИМИЛК Ѓорѓи Петрушев, почитуван менаџер за операции Александар Мано, почитуван регионален маркетинг менаџер Поликсена Јакуловска, почитувани медиуми и почитувани граѓани. Ми представува голема чест и задоволство што денеска заедно со вице-премиерот задолжен за економски прашања, господинот Фатмир Битичи, сме во посета на првата млекарница во држава, токму по повод 70 години постоење и работа на македонскиот пазар. Сакам да им честитам на раководството и пред се на вработените, сегашни, меѓутоа и оние кои што учествувале во работењето на оваа фабрика за овој голем јубилеј. БИМИЛК денес представува наш препознатив бренд и двигател на млечната индустрија во земјава. БИМИЛК е значаен стопански фактор, не само за Битола, не само за регионот, туку и за државата во целина, бидејќи се работи за најголемиот производствен капацитет за млеко и млечни производи. Поддржуваш на локалната економија и на фермерите, млекопроизводители и учесник во општествените процеси со силна поддршка за заедницата во рамките на својата општествена одговорност како темелна вредност на оваа компанија, бидејќи се сведоци дека голем дел на општествени настани значајни за државата и за граѓаните се поддржани сега и во минатото од страна на Битолска млекара. Денес БИМИЛК го обезбедува домашниот и пазарот во регионот со повеќе од 80 производи. Директно вработува 220 луѓе, а заедно со соработниците и компаниите со кои што соработува, овозможува екзистенција за околу 1500 семејства во земјата. Успехот на оваа компанија од млечната индустрија се должи на имплементирање на развојна стратегија кон фармерите, млекопроизводителите и континуирано вложување во неа, во современа технологија и унапредување на работата со нови техники на управување. За тој тип на иницијативи и за тој тип на деловна храброст и во услови на криза, владата континуирано издвојува средства за поддршка на компаниите и создаваме услови за раст на платите. Во услови на пандемија донесовме и имплементиравме 6 пакети антикризни мерки кои се проценети на вредност од околу 1,2 милијарди евра. Во тие услови соработувавме со представниците на компаниите преку Стопанската комора на Северна Македонија, таму учествува и генералниот директор на БИМИЛК. Се консултиравме во тоа време, се консултираме и денес со представниците на компаниите, бидејќи тие најдобро ги знаат условите како на пазарот, така и на суровините и на домашниот и иностранските пазари. Со оваа ефективна антикризна стратегија, која беше признаена и од меѓународните институции, како Меѓународниот монетарен фонд, беа зачувани околу 60 до 80 илјади работни места во државата и беа поддржани преку 20 илјади компании. Ова само ја потврдува определбата на владата за одговорно владење и за грижа за стандардот на граѓаните и за унапредување на економијата. Посветено работиме и во облажувањето на последиците, пред се на економските последици од глобалната економска криза, која што е најголема по Втората светска војна, и уште на почетокот ги презедовме сите неопходни мерки за да се ублажат ценовните шокови. Брзо и на време донесовме пакет мерки во вредност од 400 милиони евра за да се амортизираат притисоците врз стандардот на граѓаните и да се обезбеди ликвидност на компаниите. Истите со голема брзина се операционализираат и веќе ги даваат резултатите, што може да се види и од сите регионални споредби кои што се прават во однос на цените на горивата, во однос на цената на храната и во однос на покачувањето на дотациите и финансиските трансфери до најранливите категории на граѓани. Во постојан диалог со бизнис заедницата, синдикатите и сите засегнати страни го удопредуваме и животниот стандард на граѓаните. На тој начин ја зголемив минималната плата, веќе 80.000 вработени во доминантно во индустријата и во сервисната област, наши сограѓани, работници во различни дејности и индустрии земаат 18.000 денари минимална плата, а дополнително државата го субвенционира делот кој што е поврзан со придонесите. Исто така и пензиите доживеа висок раст. Во диалог со пензионерите дефиниравме методологија со која пензиите континуирано ќе растат, без потреба од дополнителна интервенција од страна на државата во идните години. И дополнително ги помогнавме со помош од 3.000 денари за 3 месеци. Во услови кога цените на горивата на светските берзи секојдневно растат, преку намалување на ДДВ и на акцизите, денес имаме најевтини горива во регионот, што е особено добродојно и за граѓаните, меѓутоа и за компаниите во овие тешки услови во светската економија. Намаленото ДДВ за основните производи на 0%, како и замрзнувањето на маржите, овозможи цените на овие производи да не пораснат,
неконтролирано, со што животниот стандард на граѓаните е заштитена потрошувачката кошничка пополна. И овие мерки кога се носеа, Министерството за економија беше во контакт како со малопродавачите, големопродавачите, така и со производителите, и секој мора да придонесе во задржувањето на стандардот на граѓаните кога имаме светска економска криза, кога имаме светска инфлација. Вие сте сите информирани и медиуми, меѓутоа и граѓаните веќе гледаат низ медиумите дека стапките на инфлација во целиот свет се исти, почнувајќи од Соединетите американски држави и германската економија, австриската и нашата, бидејќи се работи за увезена инфлација која што е резултат исклучиво на покачувањето на цените на енергенсите, електричната енергија, храната, како резултат на војната во Украина. За компаниите возможивме финансиска поддршка, која што е многу значајна, со цел одржување на нивната ликвидност, меѓутоа и можност да продолжат со инвестициите преку развојната и комерцијалните банки, односно со користење на бескаматни кредити, користење на гарантниот фонд, како и поволни кредитни линии кои ќе возможат зелена транзиција. Пред нас е период пон со предизвици, период во кој што има и неизвестности, кои што зависат пред се од развојот на станите во Украина, но јас сум уверен дека со правилен пристап, посветено и заеднички ќе го премостиме. Благодарам.